Павел Иванов, председателот на општинската организација СДСМ Штип, денес на пресконференцијата изрази сериозна загриженост и револт како резултат на службениот допис кој е доставен до вработените во Центарот за јавното здравје Штип, преку кој, како што тврди тој, се ограничува или целосно се прекинува извршувањето на одредени лабораториски анализи. Иванов тврди и дека овој проблем ги засега над 200.000 граѓани од источниот регион кои имаат потреби од услуги. Како е можно во 21 век да се прекинат анализи како ЦРП, тироидни хормони, тумор маркери или тестови за брисови за нос и грло? Ова се основни диагностички алати без кои не може да се води соодветна медицинска грижа. Дополнително, фактот дека се наведува ограничен капацитет за микробиолошки испитувања е крајно алармантен. Ова значи дека пациентите ќе чекаат подолго, ќе се диагностицираат подоцна и дека ќе се лекуваат со задоцнување, што директно ќе влијае по нивното здравје. Особено загрижува препораката да не се испраќаат пациенти без јасна медицинска индикација. Кој тоа ќе ја дефинира таа граница? Бараме одговорност од менаџментот на Центарот за јавно здравје поради пропусти и несоодветно раководење на овој центар кој е значаен по здравјето на граѓани. На ваквите обвинувања директорот на Институтот за јавно здравје во Штип, Бранко Ѓоргиев, во писмено соопштение истакна дека информациите не се точни и само создаваат неоснована загриженост кај граѓаните. Ѓоргиев тврди дека во ниту еден момент не станувало збор за прекинување на услугите, туку за нивно поефикасно и одговорно користење. Средбата со матичните лекари беше организирана со единствена цел – да се укаже на потребите од рационално користење на лабораториски ресурси и да се даде приоритет на пациентите кај кои анализите се навистина неопходни. Во ниту еден момент не станува збор за прекинување на лабораториски услуги, туку за нивно поефикасно и одговорно користење. Фактите говорат противно за изнесените тврдења. Бројот на извршени анализи континуирано расти и само во првото тримесечие во 2026 година изнесува 16.963 анализи. Овие податоци јасно покажуваат дека капацитетот на установата не се намалува, туку напротив, се зголемува и се унапредува. Во однос на анализите за тироидни хормони и тумор маркери, сакаме да појасниме дека Центарот за јавно здравје располага со микробиолошка лабораторија и согласно својата дејност не е обврзан да ги извршува овие анализи. Истите се реализираат како дополнителна поддршка на клиничката болница Штип и здравствениот дом, во рамки на соработка помеѓу институциите. Истакна Ѓоргиев и дополни дека повеќе не се доцни со примањето на материјали за анализа.